Тој е собственик на маркетинг агенција, радиоводител, влюбеник во екстремни спортови, а јавноста го знае и како сопругот на Сара Мејс. Денеска му е друштво Димитар Атанасовски. Диме, фала што ја прифати поканата и еве што ќе одвоиш неколку часа, посебно што од овдека поодиме во радио каде што треба да почне твојата денешна емисија. Ти последниот период заедно со Сара објавувате фотографии од фотосесијата што ја правевте за еден познат бренд за долна облека. Дали ти беше чудно да се соблечеш по боксерки за да рекламираш долна облека или ти беше окей на фотосесијата? Прво, фала многу за поканата и чести задоволство ми е што денеска ве шетам низ мојов ден. А околу прашањето за јава мај целата фотосесија со нив, не ми се веруваше прво дека мене ме бараат за долна облека, заради тоа што никогаш не сум се доживувал како човек што некој би сакал да го слика по гаќи. Или да го Освен жена ми. Не, добро, за да ме види, валјда има двајца, тројца у животот што сакаат да ме видат по гаќи. Ама многу ми се виде предизвикувачки тоа, заради тоа што никогаш не сум правел нешто такво, особено заради тоа што тоа го правиме со Сара. Значи, ние сме правеле фотосесии од најразличен тип. И семејни фотосесии. И семејни фотосесии, попровокативни фотосесии, насловни за списание и се, меѓутоа, никогаш не сме ги правеле работите во долна облека. И сега, особено поради фактот што на Сара многу добро и оди она рекавери враќање породилно, и за неа беше предизвик и за мене беше предизвик, но и беше мотивација за да видиме како ќе изгледа. Во план е да направиме уште една таква новогодишна фотосесија која што мислам дека ќе биде уште подобра заради тоа што сега веќе знаеме што правиме. Колку време од напред уствари знаеше за фотосесијата? Дали се спремаше, значи дали се стави на некој режим за исхрана, дали малце повеќе вежбаше за да изгледаш добро, пошто нели пак на крајот на денот во долна облека треба да сликаш? Да, реално имавме 3 недели да се спремиме. Нешто многу дека јас се спремав не. Искрено мислам дека тие 3 недели најмногу глупости јадев од изминатиот период, затоа што јас од веќе 2 или 2,5 години се вратив на кросфитот и активно вежбам кросфитот, секоја сабајле на вежбање. Имав и еден интензивен период, дури Сара ме зезаше дека џаба одиме во all inclusive хотел на одмор, кога ништо не користам од all inclusive-от. На одмор секој ден вежбав од страв да не се направам па угоена свиња како што бев 25 кила плюс пред 3 години. За оваа следнава фотосесија си ја фатив здраво работа и мислам дека ќе биде многу подобро, особено и тоа што Жаре Батичко, што ми е тренер, кој што го поздравувам, знае за целава ситуација и сега правиме некоја така малце посебна програма за која што мислам дека ќе вроди со плод. Колку се од оние мажи што внимаваат на негата? Значи на негата на лицето, на негата на телото или се дека ми е брадата средена, можам да излезам од дома и окей сум? Види, ова е супер тема, особено што месецов е посветен на машко здравје. Да, сакам да се средувам, сакам да ми биде брадата средена, нели косата средена. Тоа многу помади, ставање, лосиони, такви работи не многу практикувам. Повеќе сакам да се грижам за здравјето, затоа што веќе 35 години имам. Значи, мислам дека тие редовни прегледи, вежбање, исхрана ми се многу поважни од тоа како изгледам и што ќе кажат другите како изгледам. Добро, колку често одишете на тие редовни прегледи? Кога последен пат си бил, не знам, на интернист, на кардиолог, на уролог, чисто да го провериш здравјето или едноставно оставаш као кога ќе имам некаков проблем, па тогаш ќе отидам? Да, знаеш како, имав јас ups and downs у животов, како нели сите што имаме. Меѓутоа, од кога почина мајка ми, тоа од минатиот декември, почина од канцер, сватив дека нема играчка со здравје. И дури еден период у глава ми беше онака дека и јас имам рак и идев правев 300 прегледи и све, дури да си го извадиш тоа од глава. Меѓутоа, не дека претходно не сум одел на прегледи. Затоа што сум љубител на екстремни спортови, сватив дека барем еднаш годишно треба да се прават онакви детални прегледи, а 2 пати годишно минимум треба да се прават оние рутински контроли во кои што ќе се провериш сам. Го спомна вежбањето, екстремните спортови. Колку си всушност зависник од адреналин, од, не знам, скокаш со падобран, бордаш, што се правиш? Не скокам со падобран, имам една скокнато тандем и вриштев 10 секунди. Не, прво заради тоа што јас имам страф од височини. Значи колку и тоа како се реши тогаш да скокнеш? Па сакав да си го победам стравот. Сватив дека само со соочување со стравот и победување на истиот може да
одиш понатаму. Сакам да бордам, сакам да возам АТВ, сакам мотор да возам, иако сега го продадов од кога имам деца и не возам веќе. Така што зависник сум многу на адреналин, зависник сум на активно спортување. Значи не е тоа да одам во екстрема сега да не знам Килиманџаро да го искачувам или како Или Нарсова да земам сите врвови на светот да ги искачам, туку сакам да планинарам, многу повеќе сакам активен туризам отколку што сакам оној пасивен легни 10 дена на одмор и не пре ништо, иако сватив дека и во тоа има уживање. Иако на одмор, па во кафе влеговте и ве спуштија долу меѓу ајкули. Eti тоа е нешто екстремно што го имате. А отидовме 14 дена, можем да лежиме на плажа. И на крај па беше, дај да пливаме со делфини, дај да одиме ражи да раниме, дај да не спуштат во кафе со ајкули. Иако за ајкулите многу интересно што мислам тоа е човечката психологија и она генетиката што ти вика пази се затоа што тоа е предатор кој што може да ти изеде. Во реалноста тоа се наранети ајкули, што дури да ти го отворат кафезот, значи ништо нема да ти направат, освен ако не земеш да се сечеш па да им ги да си играш со нивните нерви и да видиш дали ќе се активираат предаторските вештини на крвта која што ја мирисат. Ама многу јак адреналин е тоа. Значи влагаш и сваѓаш дека по тебе поминува ајкула и не ти е баш се едно. А што е со бордањето? Многу често одите со Сара, значи скијате, бордате, ми кажа дека дури Илина ја учите да борда. Си имал некоја, не знам, интересна ситуација, несреќа некоја на бордање? Да, види, одиме на бордање кога имаме можности, многу ми е криво. Пошто скијањето е досадно, нели? Не, никогаш не сум пробал скијање, искрено мислам дека нема да добро да се снајдам во скијање, затоа што даската нозете ти се тука, врзани ти си и тоа е тоа. Ја мислам дека ако се качам на ски, прво нешто што ќе научам да правам е шпага. Има една ситуација, да речеме на Копоник бевме двајцата, мајка ми и татко ми ја чува Илина и као ние идеме 4 дена, дечко и девојка на бордање. Се спуштам ја надоле и ја гледам Сара како менја Вера почиња да се клања вака од озгора, и само ја гледам и викам што е, вика ништо, так си го враќа рамото назад, викам што направи, ми скочи рамо бе, вика од нигде никаде, ама не се кири, да го завршив. Јас дискус хернија имам од тоа бордање, зашто првите неколку години имав еден бродолом, минатата година исто со другарите бев божемке бордаме меѓу дрва, бацив едно дрво. Така што секогаш има интересни работи, ама убави ми се тие мене. Не знам колку луѓето знаат дека ти своевремено си тренирал и фудбал. И дека во времето кога играше фудбал, уствари тоа го правеше некој заедно и со Стефан и Мартин од Next Time. Да, дури имавме, да речеме, пред корона имаше еден активен термин на кој што еднаш неделно игравме. Пак со Мартин и со Стефан. Иако Мартин и Стефан, значи, реално останаа у форма, најмногу од сите пензионирани фудбалери кои што бевме таа генерација, и они играат често. Јас, од кога прекинав со фудбалот... Играше за некој клуб? Игравме за Македонија, Ѓорче Петров игравме заедно, да. Мислам, трениравме ја може едно, не знам, 80 години тренирав. И они исто така беа активни, ама ја бев на неколку такмици, сватив дека не е тоа за мене и отидов душен факултет. Они исто почнаа со кариера со музикава, со ова, со она и мислам дека не ни сакаа да продолжат понатаму. Ама останавме во контакт и со останативе луѓе. Да речеме, наша генерација беше Адис Јаховиќ кој што игра се у Турција, еден од најдобрите стрелци. Он кога доаѓа овде у Македонија редовно игра со нив. Јас не одам толку многу заради тоа што прво имав еден период кај што качив 114 кила и дебелото дете никој не го викаа на фудбал више. Дури имав едни обиди, се вратив на индивидуални голмански тренинзи, зашто голман бев, и се вратив на индивидуални голмански тренинзи, ама сватив дека додека не се оправам со килажата и со здравјево, дека ништо не можам да направам. А сега па ми е страв да отидам таму, зашто знам дека многу лесно можам да се повредам. Ако се повредам, знам дека ќе отиде све у наловна линија што сум правил и затоа не ни одам. Добре, што е со танцувањето? Само за телевизија или танцуваш и приватно? Ја кога танцувам приватно, Сара ми вика одвратен си прекини. Така што последно сега ова беше на иницијатива на Маријана и она беше запната као дај, ја бев у прва сезона, ти беше у втора сезона на Танц од звездите, мора да направиме некоја кореографија. Кореографијата спремеме за 4-5 дена. Тука ни помогла и дечките и девојките од Ритм Плюс, за кои што сум особено благодарен. Многу ми беше напорно заради тоа што цел ден сите овие врски што ги имам и вечерту 10 вечер идев со Маријана да играм. И сега како и да звучи тоа дека у 10 вечер идеш со Маријана да се гледаш и да играш, напорно е многу.
и особено заради тоа што одиш со цел да спремиш кореографија и да се представиш во најдобро светло. Мислам дека добро го направивме тоа и дека добро го изведовме на Макфест. По дома не танцувам, или не имам многу афинитети за танц и тоа ми е ми особено. кажа дека балет дека учи балет да игра. Па знаеш како ние јас и Сара сме врска на танц со звездите, сега дома е војна над звездите. Војна над звездите е дома сега. И или не дете на танцот. Тебе ти почнува кај да е смената на радио, Да. пред да ти почне, ајде да не носиш во Сити радио да се го продолжиме таму муаветот. Ајде, одиме. Тргнавме на радио, меѓутоа муаветот го завршивме со танцот на звездите и ти самиот спомна дека нели или не е дете на танцот. Всушност ти и Сара се запознавте на снимањето на Танцот звездите. Зошто на почеток, усвари љубовта ја почнавте на Така, да. Танцот Зашто звездите? ние се знаеме многу од претходно. Јас на неколку наврати имав правено интервјуа на неа, зашто тогаш работев во тротоар. Она тогаш почнуваше активно со музичката соло кариера, после цимерките. И практично една од причините за која што таа не отиде да свири у Кина сум јас. И ја зезна кариерата, сакаш да кажеш? демек сум ја проколнал. А, добро. Она вежбаше за да оди да свири во Кина на харфа, а јас си поставив прашање кога би имала да бираш помеѓу пеењето и харфата, што би одбрала? И она као дипломатски тоа не би можела да, тоа се две љубови. Добро, ајде викам одбери нешто. И она ми рече пеењето. После тоа исчеши тетива и не можеше да свири, не отиде у Кина и до ден денеска јас сум крив што не отишло у Кина. Зашто на почетокот ја криевте врската од јавноста? Вие долго време всушност не се знаеше дека сте заедно. Не е така дека ние сме ја криеле врската само заради тоа што не, едноставно глеј, кога работите станаа сериозни, тогаш решивме дека немаме проблем да зборуваме за тоа. Инаку ние претходно излегувавме заедно за време на Танцот со звездите. Знам дека после секое снимање се одеше во едно диско и таму се дотанцуваше целата екипа, така што ние редовно излегувавме, одевме по ручици со другари, се гледавме, немавме проблем да се криеме сега као демек оди до таму па јас ќе те земам. Дојдоа заедно на јавен настан. Не, Да. дојдоа одделно на јавен настан, се шушка дека се заедно. Не, на јавни настани почнавме да се појавуваме од кога решивме дека официјално ќе немаме проблем да објавуваме дека сме заедно, у смисла на тоа кога више станавме сериозни, почнавме заедно да живееме и од тогаш. Колку и удоволуваш све на Сара од она што сака? Јас се сеќавам пред да се породи со Илина, неколку дена пред породувањето, дека и правеше мекици за доручек, заради тоа што ти се пријале мекици на трудна мајка. Ај, трудна жена ти не е удоволувај. Се снаоѓаш во кујната, те биви ли тој го оставаш на Сара? Не, Колку си умешен? некако сме поделени, она готви од понеделник до петок. За викенди јас сум у кујна, зашто гледам и на нејзе да ја олеснам работата, на нејзе да ја олеснам. Сакам да кажам дека сакам да Поделени ви со врските. Да придонесувам и јас заради тоа што реално сакам да се маткам во кујна, а и втора работа мислам дека им се допаѓа тоа што го правам по дома. Сега ви имавте многу интересна ситуација на породувањето на Сара овој пат, значи со синот Кирил, мислам дека славевте роден ден, кога на Сара сред ресторани пукнал водењакот. Да, бевме кај едни пријатели, синот ним ни славеше роден ден у кафич во аеродром и насред роден ден само Сара смени боја, а Илина вика мама се помоќа. и тргнавме тројцата, да одиме, дури имам и клип што го немам објавено, ќе ти го пуштам Да ми клипот го ако пуштиш? сакаш, Да, сакам. за да го пуштиш во Имаш ли емисијата. драма, се случуваш ли драма, како да стигнеме болница? Искрено, јас бев многу поуплашен заради тоа што за мене пукање водењак тоа е тоа, ја викам сега Готово, ќе треба да детето пораѓам излезе. у кола, второ дете е и обично нели за второ дете викаат Многу брзо многу дека е, побрзо да. излегува, да. И она беше као демек не мора да брзаш, уживај полека, све е окей, значи имаме време. А ја од друга страна пуштање 4 за полициска пратња до болница. Али ја однесовме негде на кај 7-8 во болница. Па јас се вратив дома. Па ја средив Илина, го викнав татко ми да чува Илина, прошетав куќе, се го вратив куќето, отидов у болница и она 15 до 11 се породи со Кирил. Така што стварно многу беше брзо. Мене ми е многу мило што за двата пораѓаја и јас присуствував во сала. Беше? Да. Како искуство беше тоа? Многу јако искуство, особено за тоа што Викаш, фала Богу, не се насвестив. Не, фала Богу, не сум женско. Фала Богу, не сум женско, заради тоа што да речеме што го гледам, што реално жената го поминува за да донесе нов
живот на светов, тоа е нешто кое што да речеме, мислам, ја никад не би можел да го направам, иако се јачеме дека сме посилен пол. Од кога се породи Сара, меѓу првите фотографии кои што ги објави, рече ви го уништивме столчето кај што седев во ресторанот, нели? Ќе ви купиме ново. Добро, дали некогаш им купивте ново столче или остана на муабет? Они вратија, хепи вратија на тоа дека секогаш ќе бидете добродојдни гости, цела фамилија, за столчето не се секирете, демек заарно нека е само. И сега како е по дома со две деца, како се снаоѓате двајцата? По дома со две деца, да ти кажам, мислам дека е многу полесно отколку со едно дете, затоа што сега веќе се знае кој што му е работа, кој дои, кој е таксист, така што некако ги средивме работите да функционираме на одреден начин. Нормално има тензија, нормално има и расправи. Сега многу ми е интересно кога да речеме на Инстаграм луѓе да не гледат, леле каков совршен пар сте, браво, многу сакам и јас вака со сопруга да не се расправам, а реалноста е дека има фродолање ножеви по дома, ама се е тоа пропратен дел од животот и нормално е дека луѓе што цело време се заедно и се сакаат и се расправаат и функционираат и не функционираат. Кажи ми како се однесува Илина со Кирил? Дали покажува некаква љубомора или најголема љубов на свет и си го сака помалиот брат? Мислам дека Кирил има најдобра сестра на свет, заради тоа што во моментов Илина е најодговорниот човек кај нас во фамилија. Да, значи зашто ние веќе оттрпнавме и Кирил не ни плаче, да сме реални, туку Кирил се дере како маж, се расправа и кога и да се случи некаква такво нешто, Илина вика, абе што ви е на вас двајца, детева плаче, ќе му ставили некој цусла? Боже, јоди, ја зима цуслата и му става она цусла. Така што сега е најголема желба да го држи, ја учиме да го држи Кирил, па тука кога ќе оставиме нели на стомак, она му мафта, му прави, му пусти, многу го сака и мене ми е многу мило што не е од оние деца што сваќаат дека целата љубов не е сега само за нив и дека има некој кој што да речеме во моментов има многу поголеми потреби од неа. И она тоа совршено го свати, иако има само 4 години и неколку месеци, мислам дека нема ни да пројави некаква нервоза и љубомора. Ништо, стигнавме до радио, муаветов нема крај, имам уште милиарда прашања. Ајде да носиш на работа, да. Ајде готово. Значи, еве го радиото. Ова е Сити радио. Да, ова е Сити. Не, види, Сити радио реално е радиото кое што оди во етер. Ова е само местото од кое што звучи. Да, вака. Меѓутоа, ретко кој има можност да дојде тука всушност и да ние сме си отворени, у принцип, да. Ви доаѓаат луѓе? Знаеш колку дечиња ни доаѓаат, обично ги носат од основни училишта кои ќе им зборат за медиуми. Имам пример неколку другари што се наставници, може ли да ги донесеме децата чисто да видат како е. Децава мислат дека работиме у НАСА. Ама реалноста е дека за нас ова е секојдневие и не ни е баш нешто кузне колку спектакуларно. А вака кога ќе влезеш на страна интересно изгледа. Колку долго си всушност во радио? Во радио сум, прво вработување ми е во Сити радио, инаку со стаж, така што мислам дека веќе 11 или 12 година терам. Значи тераш баш прилично долго. Добро, се сеќаваш ли на почетоците кога првиот пат застана пред микрофонот и кога требаш да почнеш да збориш сам со себе? Реално многу добро се сеќавам и не застанав, пропаднав. Заради тоа што ми беше тотално поразлично тоа што го правев претходно. Да, ти претходно беше на телевизија. Да, на телевизија може да се вадиш на шарм со насмевки и со слично. Овде никој не те гледа и никој не го интересира како изгледаш. Го интересира тоа што го зборуваш заради тоа што тоа се слуша. Фала Богу, мене ми се падна радиска мајка Цаци, која што е за мене се уште во топ 3 радиоводители во светски рамки, заради тоа што спремна девојка која што знае што сака да каже, доаѓа со папки на програма, за жал веќе не е дел повеќе од Сити радио, но јас никогаш нема да заборавам шансата што таа ми ја даде кога дојдов овде на радио. И тогаш со покоен DJ Бабура, кој што исто така беше дел од целата екипа на Сити радио, работеа многу со мене за да направат радиоводител од мене. Добра, не сите овие години, дали ти се случил некој гаф што ќе го памтиш, за кој што дури не си бил свесен дека си го кажал дека си бил на радио, па после не знам или колегите или некој од слушателите ти кажали некој од пријателите, аман дима што направи? Гафовите ми се поврзани најчесто со изговарање на имињата, бидејќи јас многу од артистиви не ги знам.
ми се случило Камила Лабело, да кажам, а таа била Камила Кабело, и тоа ми извадија джингл таков и ми се смеја и пола Скопје. Рихна на место Ријана, пошто и тоа е. Да, од прилика, не до толку Ријана, ја знам, ама сакам да кажам, повеќе биле околу тоа, некои гафови вака посебно не ми текнося. Сега, дали ќе носиш во твојата канцеларија, уствари место каде што ја водиш емисијата, ти ми кажеш дека е Сања во моментот на програма и дека се менувате после Сања си. Ти па да ја прашаме и Сања нешто за тебе да не кажеш. Сања од 1 до 2, јас сум од 2 до 4, така што повелете, еве Сања и нашата канцеларија. Сања, те фативме среде водење емисија. Да, не требаше вака, ама добро. Меѓутоа ти имаш искуство и пред камери, така да мислам дека не ти е Не е страшно вака на камера, само ете на Димитар да не му ја земам звездата. Кешки вака млади луѓе да ја земат. Вие двајца и водевте заедно емисија едно време. Ви фали ли можеби тоа? Секојаш е поубаво повеќе кога се, како викаат американците, the more the merrier. Иако супер се снаоѓавме и мислам дека и на луѓето ни фали кога има конверзации, кога се малце поинтерактивно. Да. Сања, тежок ли е? Кога имаш вака некој да ти возрати на муабет, кога си сам досадно е малку. Кажи ми, колку е тешко да се работи со Диме? Дали е тежок човек? Види вака може да ти изгледа тежок, не е ослабен, не? Да, кажа. Не е тежок како колега, добро се снаоѓаме, знае малку да те рачне на емисија, ама добро, тоа е се дел од емисијата. Меѓутоа не е тешко, кога имаш професионалец до тебе. Ај се ја да излезам па нека каже реално како што е. Па сега се видиш да. Се да кажа како што е. Низ годините, колку ствари имате можност меѓу колегите да се давате конструктивни критики? Или имате различен тип на емисија и се е окей, нели, кога ќе се искритикувате, или постои его во радиото? Не. Не. Тоа не знам, ние во речник го немаме его, немаме такво нешто. Реално след дека доаѓаме со сплет ножеви онака. Секој е висок и дената може. Инаку его постои, да, и многу пати дури и ние сме влегле во конфликт за тоа што е добро, заради тоа што секогаш не значи дека мислењето кое што го добиваш е релевантно или не е релевантно, затоа што на крајот од денот сите сами си ги креираме емисиите и сакаме најдоброто од себе да го пренесеме на програма. Сања, луѓето што те знаат на социјалните мрежи знаат дека држиш часови по зумба. Дали си успела, еве Дима, пошто се врати на танцот, дали си успела некогаш да го натераш да ти дојде на некој од тие часови, на танц или било кој од колегите, или буквално бегаат кога им се спомне зумба? Нека каже искрено колку пати сум ми пишал дека треба да дојдам на зумба и дека не примам машки. Ама чекај. Ете сега. Значи, еве кој го, значи и се ти кажа. Нешто не можам да го натерам. Не викам, добро, во Хеланки мора да дојдам, не доаѓам во Хеланки и се расправаме како да дојде. Ама сега дека ја сменив салата и локацијата, па не му е позната, има време. 2035 мислам дека ќе дојде. Ај, си купив 35-та, таман. Си го купив едно розово стегаче такво баш за на зумба. И после ќе бидеш физикал, let's get physical. Да, све донесу YMCA, добро е. Ништо, Сања, те оставаме да си ја завршиш ти програмата и ние ќе го причекаме Диме додека е тука на работа, заради тоа што следно Диме не носи во идеалот. Влеземе, Боби. 32 минути по значување на 13 часот, ова е Kiss of Life. Може би се чудите заради тоа што влегувам во овој термин, ама колешката Сања е толку барана да чита реклами, што просто мора ние да пополнуваме програма. Она што го правиме во овој период од денот, знаете дека ви информираме за тоа каква е состојбата ни со обраќајот. За кратко ја имаме формата, доколку вие имате било какви информации, знаете дека може да ни се обратите на нашите социјални мрежи на Facebook и на Instagram и дополнително да ни се јавите на 02-3-111-511 и да ни кажете каде е заглавено Скопје. Сам ми кажа, ова ми е вистинската работа уствари она на што најмногу го посветуваш времето во текот на својот ден. Вие Идеја Лап ја направивте со има пред некои 8-9 години од прилика.
2003-та? 2013-та. 13, Да. упорно го Да, цело време и кога го збореме на телефон, мога да викаш 2003-та како да сме 2013-та сега. Многу брзо летаат години. Чекай, дали тоа значи дека ја ти се знаеме 100 години? Па од прилика, од претходниот живот. Идеја Лаб не ми е главната работа, тука Идеја Лаб ми е вториот дом. Едно време беше и прв дом, пред да се оженам и да имам деца, ама сплетно околности полека стана втор дом заради тоа што нели дома веќе сме повеќе луѓе, треба дома повеќе да се вртиме. Инаку бев научен цело време да сум у движење. Јас многу ретко знаев да бидам дома да седнам. Сакам многу да се движам меѓу луѓе, сакам да сум со луѓе и на тој начин практично се пронедов во маркетингов. Јас имам сосема случајно, да. Да, тоа сакам да те прашам. Кога ти всушност почнавте да работите заедно, ти беше водител. Беше пиар на голем дел од естрадата кај нас. Како се најдовте всушност вие двајци, уште поважно, како успеавте да обстоите 10 години заедно? Во апостолки се најдовме буквално. Имаме покани да водам реотварање на базен аеродром како модератор, каде што таа беше дел од целата организација на настанот. Јас дојдов да бидам практично модератор на настанот. Со Ема не се знаевме да сме кузне колку блиски, се знаевме заради тоа што доаѓаа на снимање во Томато со Ѓоко Таневски, со Дани, со сите звезди со кои што таа им работеше. Своевремено таа работеше. И разговаравме на темата како тие, што тие, вика, ич не сум задоволна, многу се осеќам празно во животот, сакам да почнам нешто свое. У тој период ја некој бубачки у глава, не бев баш многу среќен со работата што ја имав и си барав некаква алтернатива. И се најдовме на муавет, ај утре да седнеме да пиеме кафе, дојди на базен и да се договориме што можеме да правиме. Следниот ден отидовме и буквално у апостолки, ја го знам овој, ја го знам оној, ајде да правиме ова, ајде да правиме тоа, направивме некаков си костур. Памтам, имав тогаш една папка со 200-300 визит карти собрани и она дојде со кеса полна, вика татко ми е така многу педантен човек, ќе му ги даеме сите визит картите, ќе ни ги среди. Да. И за недела дена отворивме фирма. На почетокот почнавте многу ентузијастички нели со работа, меѓутоа како е 10 години подоцна, колку е тешко во денешно време да се најде клиент? Дали после 10 години луѓето ве бараат вас или се уште треба да се представувате и да кажете што сте изработиле во целото ова време за да ви дадат доверба нели да ве ангажираат? Па нас реално ни е гордост да кажуваме што сме работеле во изминатите 10 години, зашто стварно имаме проекти за кои што можеме многу да се пофалиме, зашто сме мал пазар. А доверба ни дале такви големи гиганти од клиенти кои што сме ги работеле во минатото и се уште ги работиме. 10 години да обстоиш треба да си камелеон. Значи треба да цело време да се менуваш, да се адаптираш на средината, особено на предизвиција во изминатите неколку години, војни, економски кризи, корони, пандемии, што све не, така што научивме дека мора да еволуираме и мора да константно бегаме од комфортната зона за да може да имаме успех. И 10 години подоцна од јас и Ема, сега сме веќе 15 на луѓе. Кај нас убавата работа е тоа што да речеме со сите луѓе што работеле тука сме се уште во контакт. Многу ми е драго што голем дел од нив имаат веќе своји приказни. Видов интервјуи со Сатја дека имавте направено, да, баш ми е драго реално заради тоа што многу креативни ликови биле овде и се уште се овде и ние на никого не сме се налутиле, ниту па тие на нас, едноставно патиштата ни се разишле, но тоа не значи дека сме се скарали или не сме останале во добра комуникација. Колку си задоволен од тимот кој што го имаш сега? Од тимот, па не можам да се пожалам искрено, значи можам да кажам дека склопивме убава екипа која што константно се зголемува и се зголемува. Ти ми кажа дека дечкиве што работат тука ти направиле некакво изненадување неодамна кој што е во твојата канцеларија и реши дека ти не го покажеш. Да, може да одиме да го видиме. Мислам дека и тебе ќе ти евоцира убави спомени. Ајде. Повели таму ми е канцеларијата. Ти направија еден таков Wall of Fame, така го нарекуваме. Инаку ова е мојата канцеларија, тука сме. Се сеќаваш на оваа фотосесија? Сликањето за... Еве сме тука. Значи, овие фотографии се од времето од претходниот живот кога се знаевме со Диме, кога јас работев во пишан медиум, а Диме почнуваше со неговата кариера. Еви ова од сликање, ова е... Тоа се гласаше за најмомче. 2012 година. Да, од прилика.
Па ова е пред идеала. Ова е пред идеала. Пиено кога се поголем дел од исечоци од пишани медиуми кои што мајка ми своевремено имаше многу желба да ги собира. И ми ја даде папката, јас папката чував долги години тука негде забатачена и колеги ја земале, ја ставиле во дигитална форма и го направиле ова, така што мене беше огромно изненадување. Сега може малце фалбачиски изгледа како ќе дојдеш кај мене у канцеларија, слики само од мене, ама мене баш ми се допаѓа и мислам дека му најдов Не, ова е дел од твојата историја, она што го работеше некогаш, нели? Да. Дали тоа значи дека еден ден ќе се вратиш на телевизија, ти фали? Телевизијата мене ми е прва љубов, тоа е како да ме прашаш искуството со првата љубов, значи телевизијата мене ми е медиум кој што ми има освоено, како викаат, како дрога е, кога ќе пробаш прв пат после не сакаш да нема престанеш. назад. Да. Сплет на околности заради тоа што не сум на телевизија, најверојатно затоа што и веќе немам ни време. Затоа што сум тука, нели претходно бевме во радио, домоврски, водење настани, фестивали и слично, а и самата ситуација со медиумите, веќе и ти тоа многу добро го знаеш, мислам дека не е моментот на кој што јас треба да се појавам. Не сакам да се појавам по секоја цена, во изминативе скоро веќе или на кога се роди јас тогаш, последна ангажман на телевизија ми беше тогаш, значи или на веќе има 4,5 години. Жалам што не сум на телевизија, ама не сакам да сум по секоја цена на телевизија. Имав неколку понуди, не ми изгледаа привлечни, имав и јас неколку идеи за проекти, тие па на уредниците не им изгледаа привлечни, не се најдовме. Да. И тоа е тоа. Ништо, фала ти за преубавиот ден и за сите работи кои што не однесе, сите работи што не ги раскажа и јас ќе те оставам, ти имаш сега некој состанок после ова. Така нешто. Се гледаме во нека следна прилика, ама ќе ми ги поздравиш Сара, Илина и Кирил. Готово, следна прилика снимаме сите заедно Топтан. Фала многу за поканата. На базенка и вас на лета, може. Ете, договорени сме. Поздрав до цела екипа, до сите оние кои што ве гледаат и фала ви за честа.